Специјализирана емисија Спортот и спортските активности во град Скопје. Секој понеделник од 12 часот. Следете на Спортското радио 90,3 FM. Спортот во град Скопје на Спортско радио. Поштовани слушатели, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисиите посветени на спортот во градот Скопје. Со оглед на тоа што нашава метропола по дефолт носи големи надпреварувања, интересни настани, во овој период од годината некако сме во подготовка за реализација на календарот на спортски настани за 2024-та, пред се поради студеното време дел од настаните што се одвиваат надвор се нормално во наредните неколку месеци, но морам да кажам дека интензивно се подготвуваат неколку наистина вредни манифестации, меѓу кои се и оние улични трки кои што класично се организираат во Скопје. Станаа многу популарни во последно време, па една од тие кои што веќе се составени во календарот на надпревари на Атлетската федерација на Македонија, а сега кој е веќе и обележја за градот Скопје, е тема за разговор во денешната наша емисија. Ќе го поздравам мојот денешен гостин Васко Јованов, кој што е во студиото на Спортското радио 90,3 FM, еден од представниците на Шричин мој маратон тимот кој што е главен организатор на истоимениот маратон или маратонска трка која што се организира во Скопје. Васко, добар ден и добре дојде во студиото на Спортското радио. Добар ден, Сашо, благодарам на поканата. Кажи ми, што всушност на 24 март ќе се случува во Скопје? Не е прв пат, ова е традиција која продолжува веќе неколку години, но добро е за скопјани да знаат дека една ваква улична трка се организира во нашиот град, бидејќи трчањето овде нема да кажам дека стана помодарство или некаква мода, но добро е што станува дел од секојдневниот живот за што поголема група на граѓани, и добро е кога се спортува, бидејќи во спортот можеме да гледаме и здравје и, како велат, здраво тело, здрав дух. Се надевам дека тоа е и една од премисите за организација на маратонот во рамките на вашиот клуб. Ке го имаме 25-тиот маратон, Шичи маратон, и во принцип се организира 25 години поред. Значи, ова е традиција што датира од 99-та година. И овие 25 години не е испуштено и една година, него секој, значи, освен кога беше пандемија 2021, значи секоја година го има во принцип истиот маратон. Оваа година Шичи има маратон, претходно беше со име Шичи мој маратон на себе надвинување. Името беше малку подолго така. И сега го крстевме во Шичи мој маратон. И самата трка, самиот настан има две трки, маратон и полумаратон. 42,2 км и 21,1. И користам прилика и поканам сите рекреативци, значи тркава не е само за професионални тркачи. Тркава пред се има рекреативен карактер. Секој еден што рекреативно се занимава со трчање, што трча по кај било каде 5-10 км, секој може да проба да истрча еден полумаратон во најмала рака. Значи не е нешто недостижно за било кој. Самата трка, пријавањето оди за маратонска трка или посебно се поделени полумаратонците и маратонците во однос на резултатите, веројатно, за да се сублимираат на крај? Трките се поделено одделно, значи полумаратонот е една трка и маратонот е друга трка. Регистрација иде одделно за полумаратон и за маратон. Значи секој може да се пријави одделно за полумаратонска трка, со посебно мерење на време, и за маратонска трка. Патеката ја разгледав јас, интересна патека. Оние кои што не трчале на Ширичин мој маратонот, веројатно не знаат, станува збор за една кружна патека која што е во делот на градскиот парк. Ќе ни објасниш малку подетално во кој дел се трча, со оглед на тоа што тоа е веќе стандардизирана 1,7 или 1,7 километри, нешто повеќе е кругот кој што се врти, 12 круга се нели маратонската трка, двојно помалку е таа полумаратонската. Каде точно, интересна е пред се патеката, кои се и коментарите на надпреварувачите, бидејќи веројатно низ годиниве полека се повеќе и повеќе надпреварувачи доаѓаат на самата трка. Ми спомена и пред малку дека веќе стигнуваат и првите регистрации. Да, маратонот, значи патекава е кружна од 1731 метар и почетокот е кај Луна паркот. Идејата за нашите трки е кружна затоа што имаме станица каде што на секој круг, на секој вртање, на пример, имаш поддршка од нас, од организаторија, имаш освежителна станица и
филозофијата на нашиот дел од организација, организаторот на основачот на Шичимо маратон е себе надминување. Значи трчаш да се надминеш себе си. Тоа може секој да го свати у својот дел, дали да си го надмине времето или да си надмине некои своји постигнувања. И значи не е со кружнава трка ти на секој вртање имаш поддршка од организаторот и од навивачите што се таму. Во кој дел на паркот? Од Луна парк тоа оди Луна паркот иде на кај Тартан патека, кружи околу Тартан околу 200 метри и после излегува од средина кај езерцево, значи и пак се враќа на исто место. Да, покај. Годинава веќе стигнува првите регистрации. Да, веќе има околу 50 на пријавени и тоа многу порано, што е добра вест. И регистрации видат преку вебсајтот, значи shriChinmoy.races.mk, shriChinmoy, името на основачот и races.mk. Значи тоа е страната, котизација имаше некоја минимална. Котизација е минимално 950 денари за двете трки, за полумаратон и маратон. И тоа е една символична цена. Значи ова е непрофитабилна трка, непрофитабилен настан. Ние организираме само еден настан годишно, оваа трка. И оние трки на 2 милји секоја сабота што ги организираме, ама те не се популаризираат толку, повеќе се како тимски надпревари. Не се надпревари, него се рекреативни секоја сабота од Сабале во 8:30 околу езерцево. Ама ова е официјален единствен настан што Шичимо маратон тим го организира. Добро, и како скопска манифестација веќе е позната 25 години, тоа е традиција која што добро што продолжува. Која е бројката на јас не сум имал, искрено да ти кажам, не сум имал можност да присуствувам ниту една година на маратонска на вашиот маратон. Која е бројката на луѓе која што обично е опфатена во самата трка, бидејќи зборувавме и пред малку јас и ти, малку е специфично, станува збор за кружна патека во која што се вртат повеќе кругови, колков е. Има ли лимит на број на надпреварувачи кои што би можеле да се пријават и какви си досегашните искуства? Интересно е што многу луѓе воопшто не се запознаени дека маратонот веќе постои 25 години. Долго време ние едноставно како традиција не правевме некој голем маркетинг. Меѓутоа заедно со Скопскиот, значи датираме од 99-та, првиот маратон е 99-та година. Нели освен пандемија што спомна, значи секоја година поред го организираме. Интересно е што луѓе, например, нема како, еве сега за тоа голема благодарност за тебе, значи нема како да слушнат за ова, затоа што тековно немавме ни социјални медиуми, немавме, значи, покритие во тој дел како да допреме луѓе. Ама се надеваме дека оваа година ќе биде помасовен, пообемен. У принцип, патекава е доволно, значи, доволно долга и широка да има доволен, значи, повеќе од тие регуларни стотина тркачи што идат секоја година. А редовно имавме околу 120-130 тркачи, зависно од година и зависно од времето. Сега дали на почеток на сезона, дали некој брака резултат крај на сезона. Дали му влегува во принцип и во планот на програма на надпревари и така натаму, бидејќи тоа е нелибитно. И тоа и секој пат треба ги земиш предвид другите трки, дали некој друг се пријава за некоја друга трка во околина или во соседството, да. И во соседството. Добро, март како месец не знам дали има премногу трки овде кај нас, особено на отворено тешко во тој период, можеби во наредните месеци, и затоа е добро што вие можеби отварате таа сезона на големи улични надпревари, можеби некои помали кои што веќе ги спомена. Може да очекуваме рекорд годинава по бројот на учесници? Ја мислам да. Се надевам. И во машка и во женска конкуренција. Да, машката конкуренција секој пат повеќе, ама се надеваме да дека пошто ке нас како што велиш ти трчањето станува све популарно и не дека сега ние правиме го популаризираме Шичимо маратонот, меѓутоа све повеќе трки што се организираат во Скопје и Македонија исто допринесува до популаризирање на спортот. И покрај тоа повеќе би дознали за нас. Апсолутно. И згора на тоа секој сака да на една официјална трка да си го провери и времето и квалитетот и подготовката, секако очекувајќи го Скопски маратон кој што доаѓа таму некаде во октомври. Годинава ако успееме да собереме некоја добра бројка на 200-300 надпреварувачи, ќе биде интересно да се проследи целиот настан. Сега ќе те прашам, ајде ќе искористам твоето гостување и за самиот клуб, како функционирате, колку членови имате, одите ли на надпревари, се надпреварувате. Ти ми кажа дека веќе полека си во тие години кога
полека и не знам, веројатно се уште трчаш, но дали одиш на превари е прашање. Лично за мене, јас не сум некој голем реализиран спортист. Меѓутоа првиот маратон го имам истрчано точно на Шичи мој маратонот 2000-та. Значи точно пред 24 Тоа е веќе 24 години. Да, тогаш сум бил 19 години, се нека рачунаат гостите. Колку има, да. Тогаш ми бил првиот маратон, после тоа им истрчано уште 3-4 маратони, повеќе полумаратони и им учествувано на 5 ултра трки во Белград. Значи Шичи мој маратон тим како клуб не е само скопски клуб, него Вие сте филијала. Ние сме филијала, да, подружница. Основан во Њу Јорк и после сите, значи, клубот, значи сите други градови низ светов си организираат своји Шичи мој маратон клубови и организатори се на слични трки. Најчесто маратони и ултрамаратони. Попознати по ултрамаратони. Од тука и ве знам. Да. Зашто порано, значи пред 20 години ултрамаратони скоро да не постоја, а ние сме како еден вид на превенција на ултрамаратоните. Најблиско кај нас, например, Скопје се надеваме сега за иднина дека и некој организираме прв ултрамаратон уличен, не трейл, значи во паркот на 12-24 часа. Што значи, ајде да му објасниме на слушателите и на оние кои што не се упатени во тој вид на трчање, што значи тоа ултрамаратон, кога ќе чуеш вака дека некој трчал 24 часа, прво што ќе ти падне на памет дека е невозможно тоа да го направи, но очигледно има некаков принцип како се дели во етапи, како тече целиот настан или пак има посебен вид на организација на различни ултрамаратони. Што е под ваша капа, вие бидејќи реков јас ве познам како клуб кој што организиравте ултра или учествувавте на ултрамаратони во соседството. Знам дека Шричин мој редовно имаше своји надпреварувачи, па и дури и странци кои што се надпреваруваат како дел филијалите, како што ги нарековме на клубот. Што значи ултрамаратони, како се организира, колку се трча, каков е целиот тој принцип? Има различни видови на ултрамаратони. Ултрамаратон е све што е повеќе од маратон. 42,2 км се што е повеќе. Сега ние сме познати повеќе по тие временски ултрамаратони, каде што имаме време од 12 часа, каде што тркачот, учесникот ќе истече максимален број на километри во рок од 12 часа или во рок од 24 часа. Без разлика на тоа колку паузи прави? Без разлика. И без разлика дали пешачи или комбинира пешачење со трчање. Значи дозволено е све. Важна е километража. Важна е километражата, да. Значи не на пример ултрамаратон, зашто има и такви по дистанца. Ултрамаратон на 130 км. Тоа ме интересираше. Тоа оди во рамките на една трка без паузи. Тие што се со дистанца? Да, 130 км. Те имаат временско ограничување. За колку време да се истрча? Да, на пример кај нас сега маратонот на 24 март што ќе биде, временско ограничување 5 часа. Полумаратонот е 4 часа, затоа што почнува 1 час покасно. После 5 часа веќе нели треба и ние да се собираме како организатори. Апсолутно завршува трката, тоа е нормално. Да, и повеќе од 5 часа ако тркачот веќе не го заврши и станува еден вид на мачење. Значи после 5 часа на патека е премногу, да. Во однос на ултрамаратоните, ви ги спомнато и временски ограничени. Се трча на стандардизирани патеки или се гледа километражата во однос на, не знам, на некакви уреди електронски, како ја мерите? Кај нас на нашиве ултрамаратони броењето секој пат традиционално било со бројачи, да има тркачот контакт со бројачот. И на секој круг нели се воспоставува еден вид на комуникација, да не е све така модернизирано електронски со бип чипови. У последно време за маратониве е невозможно со бројачи, зашто порано нели се прави пропусти. Сега имаме значи бип систем за нашиот маратон. За ултрамаратониве некои од нашите организатори се продолжуваат значи со бројачи и избега мислава да што ме праша. Те прашав дали тоа се патеки кои што се веќе утврдени или пак може да се трча било каде, само се брои километража на претрчана? Не, за секој еден настан, значи патекава си утврдена, измерена и сертифицирана. Сега има различни видови сертификати, значи минимално треба да биде со национално сертифицирање за во рамки на граница. Значи таа патека, сега ако збориме за нашева, или за ултрамаратонот на сестрински тим или братски тим во Белград е сертифициран во нивниот парк и на таа патека се трчаат кругови. Се трчаат кругови и точно се знае колку е долга патека. Има ли далечински ултрамаратон? Не на патека, туку
во стилот на маратон, на утврдена делница, не знам, 130 Постојат и такви ултрамаратони, ама Шичиме маратон тим не организира баш поради тоа што ти кажав, кружно е за да имаме, значи, освежителни станици, што е можно повеќе. Да не значи не идеме повеќе, сме фокусирани да опфатиме што е можно поголем дел од рекреативни тркачи. Затоа на почеток реков, значи секој еден што мисли дека може што рекреативно трча, ако е, значи, здравствено подготвен, може да истече полумаратон, не е нешто невозможно. И нормално сите се опфатени, значи и од рекреативци до национални праваци. Во тој дел, извини, сакам да ти кажам, значи Шичиме маратон тим организира најдолгава трка во свет на 3100 милји, 5000 километри. Таа е со дистанца, значи не е временски. Меѓутоа си има ограничување од 52 дена. Значи имаме и такви трки, најголемата трка, најдолгата е таква. За 52 дена да се постигне таа далечина, условно речено, истрчана граница. Максимум 52 дена. Го спомнавме клубот, да се вратиме на него. Колку членови имате, одите ли на надпревари или чисто е тоа само рекреативно, бидејќи вие сте дел од атлетската федерација? На почеток, значи 2001, 2, 3 учествувавме, имавме членови што беа национални праваци во ултрамаратони на 12 24. Тогаш уште не беше толку популарно. Постепено, значи како што почна да доаѓаат помладите, сега веќе се има државни праваци на ултрамаратони. Ние постепено се фокусираме повеќе на организацијски дел и помагаме во соседство, трчаме уште, али повеќе рекреативно. Значи, дел сме од другите трки, али со членство броиме околу 20 на членови и повеќето се фокусираат на организација. Тренери имаме еден тренер. Например, некој сака да дојде да ви пристапи во клубот, да почне да трча, бидејќи трчањето може би вака на изглед изгледа многу лесно, но сепак за тоа треба и стручна помош, не е само излези на патека и трчај. Тој дел не ми е многу познат околу тренирање. Дали имавте, мислам, тренерски кадар во клубот, дали работат со имаме, меѓутоа не сме толку активни со тој дел, значи ако некој сака да пристапи, може слободно, меѓу не промовираме активно членство. Го поздравам, значи, Диме Петровски од АФМ, он е официјален тренер на клубот. Останува за маратонов, ќе го повториме уште еднаш за датумот. Кажи ми кои се следните активности или кој ви е календарот за 2024 во однос и на надпреварувачки, бидејќи карактер имате практично условно речено братски клубови во соседството, одите ли редовно, има ли во календаров трки на кои што ќе учествувате, на кои што ќе понесете дел од нашиве надпреварувачи заедно со вас, има ли интерес воопшто од Македонија за учество на тие ултрамаратони кои што се одржуваат, па и маратонски трки во соседството? Ја спомена Србија, веројатно ги има и во останатите земји. Све повеќе, значи, интерес има. Србија спомна зашто кај нив, на пример, они имаат уште подолга традиција во ултра тркиве. Истиот Шичи мој маратон тим организира 6, 12 и 24 часа во Белград 28 години поред. И тоа мислам дека септември, октомври, зависи, значи, од година. Ки имаме таму надпреварувачи? Ние редовно идеме. Во соседство во Бугарија, во Софија има трка на 6 и 10 дена. Таа е трета година поред, четврта година поред во мај. Ќе биде на 1 мај, од 1 до 10, ако некој заинтересиран, значи на 6 и 10 дена трка. Јас редовно идам секоја година, дел од организација. Тоа е многу интересна трка, зашто таа е една од поддолгите ултрамаратони што го организираме како клуб пред најдолгата трка. После 6 и 10 дена немаме ништо измеѓу, туку е 3100. 3100 останува таа најглавната што е светска. Овие трки се отворени за сите, значи сите што сака да аплицираат. Збориме за ултрамаратонци, не спаѓа онаа категорија на рекреативци. Што немаат истрчено полумаратон, зашто сепак се захтевни, значи ментално, психички. Трка на издржливост му доаѓа некако. Да, повеќе на ментална издржливост отколку физички, зашто тие луѓе на пример многу често минуваат низ физички проблеми, ама кога ќе ги надминат се гледа дека не е физички проблемот, него повише блокада во умот. Васко, да повториме уште еднаш, годинава на 25 март. 24 во недела. Добро. Маратонот почнува во 8:30, полумаратонот во 9:30, пријавувањето е преку вебсајтот shishimoiraces.mk и
2 дена што повеќе надпреварувачи. Да, се надеваме. Ја мислам, во рета ние не типуваме толку масовност, идеме, значи, отворено е за сите и затоа идеме на во можност да понудиме што е можно поквалитетен настан. Значи, тркава не е од комерцијален карактер, не пробуваме да го популаризираме однос, знаеш, колку само да има. Колку само да има, него повеќе да понудиме еден вид на добро искуство за тркачите да се себе надмина. И да се пробаат на една ваква интересна кружна трка. 24 март следува новото 25-то издание на Ширичен мој маратонот во Скопје. Васко Јованов, ти благодарам за гостувањето, што одвои време и простор да ни бидеш гостин. Се надевам, ако малку барем успееме да заинтригираме некој од оние наши слушатели кои што се активно се занимаваат со трчањето, било рекреативно или професионално, да дојдат и секако до 24 март да се пријават најпрвин на вашата веб страна и секако се гледаме на 24 на добра трка. А извини, пријавањето е малку се затвара, значи малку порано, за да имаме време да ги организираме сите тие нели ствари. Еве те канам тебе лично, ако не си дошол сега, да учествуваш, да бидеш дел од освежителна станица, ако сакаш. Во секој случај ќе се видиме и навистина ми е драго да видам како изгледа сето тоа, па 24 март е блиску, така што ќе имаме можност да проследиме. Ти благодарам уште еднаш. Покана до сите, Ширичен мој маратонот оваа година во Скопје, како уште една градска манифестација на 24 март, а вам ви благодарам за вниманието со кое не проследивте и секако што друго да најавиме дека веќе следниот понеделник во истото време ќе зборуваме на некоја нова тема. Поздрав. Специјализирана емисија Спортот и спортските активности во град Скопје. Секој понеделник од 12 часот. Следете на Спортското радио 90,3 FM. Спортот во град Скопје на Спортско радио.